представили се някои предприятия, съветници, гости, домачини. И моята дискусија е била во еден сосем друг правец. Сакам да го представам центарот, а дел од стейкхолдерите, односно оние заинтересирани страни кои ќе го слушаат ова, би сакали да дојдат по центарот, да поразговараме лично. А ја би можел да ви кажам кратки црти што би можеле да направиме заеднички. Значи, ние во изминатиот период правевме доста одлуки од бизнес предприемништво, правевме одлуки на CNC машини за Политехничко училиште и многу други програми и стратегии за развој од областта на предприемништвото. Меѓутоа се некако оди, па ќе застане. Не знам, мислам дека проценката и на Европската унија, гледам сега на Министерството за економија и на општината е дека мора да се действува од доле нагоре. Што би значило дека ја ќе ви кажам дека Центарот за развој на Северно-Плански регион се наоѓа во зграда на бивши комитет на Проспат. Ние имаме во рамки на Центарот бизнес центар, кај што го раководи господин Владимир Павловски. И што би можеле да направиме? Значи, се оно што е на локално ниво, ние може да го подигнеме на регионално ниво. Како прво. Како второ, секоја идеја која е за општо добро, значи, за нечиите од една бранша или од повеќе бранши, можеме многу лесно да им направиме мрежување, да им направиме платформа за е-трговија. Ако имате интерес, да им направиме и тренинг центар. Сето тоа нормално има и своји проблеми и треба некое време за тоа се достигне. Значи, треба да се најде зграда, ако тоа е центар за одлука, не знам зашто, треба да се направи техничка документација, треба да се аплицира, а пари има. Значи, не е до пари, кај нас доаѓаат во месец-два до 3 донатора кои нудат. Секој од овие нови проекти кои се, да кажеме, во рамка од 30 до 200.000 евра, барат верават и барат иновативност и барат да се вклучени лица со посебни потреби или бар она джендер еквалити што викаме, значи да се вклучени жените, да се вклучени децата. Јас би ве замолил, значи, да дојдете, да смениме контакти и да почнеме да разговараме на овие теми. Проблемот е што за сега и Европската унија и донаторите се извинувам, директно не даваат пари на бизнисмените за обрти средства. Тоа што на бизнисмените не им треба. Меѓутоа, и ова другото, промоцијата на нивниот производ, многу лесно сега се доаѓа, мислам, и до изнаоѓање на консултанти во самите фирми. Мрежување, е-трговија, тоа сето може да помогне при општините, Министерството и Центарот. Благодарам.